Нешто си ме гајлелија домаќине. Што ја имаш некоја мака? Пари имаш, работата ти врви, луѓето те сакат, те почитуваат, те слават како чесен човек, со еден збор прв си во место во што сакаш. И јас така си мислев доскоро. Доскоро? Оти доскоро што се случило од скоро. Да не си го изволкал образот? Не си се чуло нешто лошо за тебе? Не. Јас за такво нешто не знам. Амори, жено. Има веќе неколку дена јанза ме јади и не знам што да правам. Мира си немам. Никој, никогаш и никаде досега пред мене не рекол нешто такво. А еве сега, кога и да појдам в Меана, кога и да се зборува за мене, се арно, се убаво, се ќе се најди некој да речи вистина, ти не си лош човек, ама и оној ангел многу арен човек е. На мравка не гази, се арно прави по светот. И да не ти зборам што се уште. Јако да ако, нека го фалат човекот. Дај Боже да има арни луѓе, колку поарни луѓе, толку поарен веков. Знам, ама криво ми е толку да го фалат. И се мислам дека за инат ми се чини сето тоа. Така и си мислев така, ама не ќе е за инат. Зашто не е еднаш и еден да е за инат. Кога и да се зборува за тоа, се некој ќе се најде, него појќе да го фали од мен. Ти, вистина толку го фала? Што човек ќе беше па тој? Кој е тој, го знам јас тој? Го знаеш? Ангел. А не. Од наше мало. Анеца, го знам, го знам. И па вистина не може да се каже ништо лошо за него. И ти почнуваш сега. Еде. Ќе му дојдам, јас не му доакот, ќе му дојда. Ќе му смислам, јас не му убаво. Веќе имам на памет. Се ти јарно. Се ти јарно, ама малку си станал завислив, да ти кажеш. Молчи, Мари. Не чини тоа. Молчи. За тебе не чини. Прво ме прашува шо му ја сега ше ќе ме учиш. А ти ли ќе му учиш, Мари, за на памет? Ти ли? Здравствуйте, Баджидимо. Арен, здрав, жив? Сите три. И арен, и здрав, и жив, фала му на Бог. Така, спувај му на Бог. Каде вака? Во Меана, сигурно. Не, да прошетам малку. Убаво. Нешто ме налути жената, па се вилам поарно да прошетам, отколку да се расправам. Те налути жената? Тебе те налутила жената? Тебе, чурбаджи, ваков тивок, мирен човек. Ама, да ти кажам и тоа жените. Ама те затоа така некој пат да не налута, да разбираш. Ама тебе, не ми се веруваше дека тебе може да те налути. Ништо. Беше и помина, Така бе. Абе, душичка си, да ти кажам, таков тивок, мирен, како ја, Ангелета, го знаеш Ангеле? Исто, тој тивок, мирен, знаеш. Море викај му, зборувај му, тој ништо. Сите му ја прават честа, доаѓаат го прашуваат, Ангелета... Добро, ова, јас морам сега да одам... Добро, оди, помири се со жената. Шо? Шо да се помирам? Па не сме се карале, па да се мириме сега и ти како ме. Навистина вечер, бе, не знае, абе, такви души како тебе и како Ангелета нема на веков, да кажа. Еве, Ангеле, го знаеш, Ангеле. Го знам. Тој, абе, што да му речеш, тој нивко, ти, мирен, се... Добро, ајде, да одам, знаеш, брзам, морам. Добро, побрзо. Да, за Ангелета. Добро. Поздрави го, ако...
така, ефенди. Големи срамотилаци ни прави тој ангел. Ич не чини работата. Цело мало се плаши од него. Дерман се нема. Ич, не се живее. Мое да ти кажам да најдиш начин како да го избркаш од нашево место, мислам. Оти лошо по него ќе биди. Некој ќе го фати, тој некој може после вапсана дој. Па, Чорбаджи, случај ме сега што ќе ми ти речам јас тебе. Ти знаеш, од јас тебе ти ја имам честа. Евала. Така. И ти верувам на збору. Ама за овој човек вакво нешто досеја уште не сум чул. Кадио, многу се плашат луѓето од него, затоа не ти кажуваат. Многу е поган. Па, лели било така, остај ме ти мене да ја видам јас работата. Како е, што е, да видам да се поплачи некој друг, па сетне, јас знам што треба да направам. Ама, кадио така е заплеткал работата, така ги фатил луѓето, да сите го фалат. Устите им се расчепуваат од фалење. Ама, и сети ги Белги ќе се најди некој да кажи нешто лошо и за него, Така. Многу ти благодарам. Јас ќе најдам луѓе што ќе кажат вистината. Седи ми сутра. Почекај, кавето да си го испиеме. Така. Сетне, оден салеп ќе се напиеме, шуре да си каснеме. Чунки пријатели, стари сме си ние. Ништо не сум измислил. Се е запишано тука. И кој, и што, и каде. Не треба. Не сакам да знам. Ти, Кадио, веруваш во овие клевети? Веруваш дека јас можам да ги направам тие лошоти? Сега, не е да верувам, али да не верувам. Јас гледам што ми кажа луѓе и што сум запишал. А да ти кажам право, мене ми е важно местово тука да ми е мирно. Уидур ми да нема, тепачки, грабежи, колежи, луѓето дерман си немаат. Ајде, ти да видиш на моје место, што ќе сториш ти? Ајде кажи.
Јас на твое место не можам да бидам, а и не сакам. Ама ме интересира твојата пресуда, Кадио. Дали сум невин, дали сум крив, дали сум наклеветен, тоа мене не ми помага. Мене тука ме боли што има такви луѓе што можат да прават такви лошоти. Што ми ги прават мене? Значи, дека можат и на друзи да им ги прават. Кажи ми што да правам. И така ќе направам. Ипа, за да биде за сите арно, а и за тебе да биде арно, најарно ќе биде ти да си отидеш од местово, да си оиш, да се иселиш и да си живееш негде на друго место. Тогаш ќе одам, ќе се покалуѓарам, ќе одам в манастир и таму ќе останам. Тоа си е твоја работа, пријателче. Јас тука ништо не можам. Моје беше ова. И така ти ви така, да. Не, ништо тоа, јас што ќе ви кажам, да знаете. Ајде, Меанчи, дури пат, ајде. Така. И шо велиш? Што пазар сум имал денеска. Сум продавал и на големо и на мало. А убава стока има. Убава. Ке се испод те паа купувачи. Фала ти, чорбаджи. Фала ти. Зошто мене ми благодариш? Како, зошто тебе? Да не беше ти, чорбаджи, не ке можем да ја купам таа убава стока. Ми позајми ме спаси. Сега ќе кренам глава. Фала ти, чорбаджи. Голема работа. Сум ти позајмил, си ми вратил. Па луѓе сме мајката, така ли? Чорбаджи, Господ нас не дарувал со тебе. Чорбаджи, ти знаеш нешто лошо да направиш на човек? На сите ни помагаш, на сите ни даваш. Да си жив. Ништо не е тоа. Ништо. Туку да се напиете нешто од мене, а? Не. Од мене ќе пиете, овој пат јас честам. Меанджи, дај уште по една. Чест ми е првиот човек во местово, јас да го почестам и чест да му направам. Навистина си голем човек и во душата и во умот. Ај, на здравје. Ајде на здравје. Здраво, пријатели. Здраво, пријатели. Ни пристигна патникот, повели седни. И, како трговијата? Како да ви кажам, не можам да се пожалам. Убаво си поминав. Купив убава стока. Жените ќе се израдуваат и затоа сега сакам да ве честам. Менджи, ајде донеси што треба овде. Ајде. Како помина по патот? Па убаво, мирно беше. Никаде арами, мирно и по конаците, и по манастирите. Штом го спомна патот, да ви кажам. Спиев во конакот на еден манастир, што се наоѓа од овдека на патот, спрема градот. Втор манастир е од овдека. Тамо е. Не ќе ми верувате кого го видов таму. Кажи де. Ајде. Ангелета. Авета наш го видов таму. Ангеле си го видел в манастир. Ангеле, ангеле, да видите. Да видите каква чест му прават таму. Чест. Бре, не Прокопсан еден ги прелажал. Сите и таму ги прелажал. Се прави арен, велиш, а? Од арен по арен. Калугер е или клисар? Види го, клисар, бе, каков клисар? Игумен, бе, игумен. Бил калугер, ама
после станал игумен. Се шашардиселе од умот и од добрината негова. И се него го прашува, тој дели правдина, тој секој доаѓа кај него. И убаво ме пречека, ме нагости, се што треба. И ми вели, поздрави ги, вели, моите таму и кажи им дека им простувам за се она што ми го направија. О тебе, што сме му направиле пак ние? Тој сам си го направи тоа? Тој мисли дека ние сме будали и така ќе не лаже како сака, а? Нека ги лаже таму црнорисците. И велиш така, а? Леле, не ми се верува. Те пречека, те нагости. Да. Све ме пречека, ме нагости, да. А ти? Што јас, ова, не знам, Како ништо, па не би требало да го примиш гоштевањето од него после се она што ни го стори тој. Не би требало. Ама добро да и јас така мислев, ама да ви кажам, мислев и... Добро, ајде. И не можев да... Добро, да смислам, ама што беше тоа што ни го направи тој? Било поминало, добро, ајде, јас сега, мене ми е редо да честам. Меанџи, донеси што ќе се напијат сите. Добар ден. Добар ден, Божи човек. Што мака те натера да тропаш на нашиве поди? Сум чул дека овде кај вас имало некој арен, егумен, што не остаа човечка душа да се мачи. Па, затоа дојдов кај него. Ако сакаш да го викнеш, да го помолам нешто. Нема да го викнам, ќе те поведам кај него. Ама да не се налути од ние. Успокој се. Тој не знае да се лути. Само добрина и благост извира од него. Повели. Повели, че добро. Не ми се верува. Те гледам, а не ми се верува, Чорбаџио. Од ваков богаташ на питачки стапси се спуштил. Што ли те снајде? Болест ли, арамилак ли? Долга и широка е мојава. Туку да не те растажувам сега, мислам, знам каква душа имаш. Она што ти го направија кај нас, ни Господ Бог не го проштева. Лоши луѓе, егумене, лоши луѓе. Не е моје да судам и да пресудувам. Тоа го оставам на Бога. Па вака, егумене, не сакам многу да ти досадувам. Некој ден да ме прибериш, ако ме прибериш, потоа сам ќе си го барам чарето. Толку барам. Тако. Остани колку што сакаш. Што е до мене, ќе помогнам. Сполајте, добар. Ајде. Добар човек, сполајте. Каде?
Готово. Готово. Го гостив убаво. Сега можам на раат да си спијам. Готово. Го гостив душманот. Готово е со него. Нему ќе му правеле поголема чест од мене. Од мене ја што знам добрини да правам. Што можам со што да правам. А тој што? Сиромах, голтар. Со што? Со што да биде подобар од мене? Готово. Не, сега јас сум најадниот. Сега јас можам да правам што сакам. Сега само мене ќе ми се радуваат. Само мене ќе ми благодарат луѓето. Готово е. Го битисав човекот. Го битисав. Не пара сумарна, домакине. Па нели ти купив лекови и ги пиеш? Ги пиjem. Ма пак не ми јарно. А чув, жените зборуваат за еден манастир, да ме одведиш таму. Знаеш, вториот манастир од нашего место. Не е тој првиот што ќе посретиш, вториот. А што има таму? Лековита вода? Не, имало некој егумен, лекувал се. Од сите болештини лекувал. Да, ама егуменот умрел. Барем така се зборува в Мејан. Чув и јас за тоа, ама не умрел. Паднал провалие. Ама горниот да му се слави името, му ја спасил душата. И уште згора која паднал, го просветлил човекот и му направил така да може да лекува од сите болештини. Се чуло на сите страни дека многу лекува и царот дури сакал за еким своите поглаи. Ќе му дојдам доак. Ќе мислам цела ноќ и ќе измислам што ќе му направам. Ќе го снема од веков и нема да го слават повеќе од мене. Нема или мене ќе ме нема. Уште утре те водам горе. Ќе зема нешто или треба да понесиме нешто? Не, пари не земал. Не. Пари велат така на манастирот кој колку сака да остави, а тој не земал ништо. Сега нешто вака кој сака да му однеси за јадење, тоа земал. Нешто да му направи, да му сготви, секому по волјата. Пари не земал, а? Не. Што добрина, што човек бил. Браво. Не, немој вакви муабети, немој мајкав за таков човек да си правиш. Пари не ке, а чест сака. Ке му ја направам честа. Таква чест ке му направам што друга не ке му треба. Последна ке му биде и најголема. Одиме утре. Ќе одиме. Да немав мака, не ќе барав, ама. Знаеш што ќе му направам? Не може за една ноќ, не може кој знае што да се направи, ама ќе му направам едно кравајче, така поголемо, меко, бело, убаво, ко душа меко да биде. Убаво ко неговата душа добра и убава што ја има. Е такво. А кога ќе го правиш? Утре? Не. Најерно ќе биде да го завесам сега. А да отстои ноќеска, да скисне, убаво да биде меко, а утре рано ќе станам и ќе го испечам и ќе тргнеме.
Добар ден. Добар ден, добри луѓе. Добар ден, маченице. Што мака те донесе кај нас? Кај тебе само за мака идеме сите. Никој радост не ти носи, пак и јас. А мене пак убаво ми е кога јас ви носам радост. А тебе, како да те познавам, чорбаджиката од моето место. Како си? Како? Ангел! А не ти ли си? Јас сум. Па не сум знаела дека си ти. Зошто никој не ми кажал? Мажот ти знае. Тој можел да ти каже. А тука е. Да го викнам да се видите? Не треба. Ке го викнат калуѓерите. Појди, момче, доведи го. А ти, ако ти е маката да можеш да зборуваш пред сите, зборувај. Ако не, да им кажам да си одат, па насамо да ми кажеш. Нека дојде чорбаджијата, видете се. Напрете му обед, па после. Мило ми е што те гледам, пријателе, вака зафатен и богат. Оти кога последен пат те видов, душата ме болеше да те гледам парталав и сиромав. Понадица донесовте парите за црквата, а понадата за мене. Еве, тоа може. Кравајќи замесив. Сношти го месев, а утрово го пече. За тебе. Ако сакаш, пријателе, лекот да фати, касни прво ти од кравајчето, па после јас ке го изедам целото. Не ми се јаде, не сега, нешто... Тогаш касни ти, домаќинке, па домаќинот, па на крајот јас. Не каснувај. Јо, ти така ми правиш, домакине? Направи така како што вели егуменот, тој најарно знае како треба. Немој оти... Оти е отруено. Ноќеска му стави отров за мене да ме сотре. Луѓе, вие што сте овде, го гледате ли овој човек? Цел живот го помина мене да ме сотре. Но она што Господ не сака да го сотре, ќе го спаси. Сега знам дека тој ме истера од татковата куќа. Тој ме турна во провалијата. А тој сега сакаше и да ме отруе. Нема да ти судам јас, домакине. Нема да ти пресудувам. Казната твоја ќе биде срамот што ќе го носиш цел живот. Оти за ова сите ќе разберат. Луѓе, од вас ништо не барам. Само на сите да им раскажете дека овој човек цел живот го помина за да ме сотре мене. Но она што не сака Господ да го сотре, ете, ме спаси. Ете, сега знам кој ме избрка од татковата куќа. Сега знам дека тој ме турна во провалијата, а еве сега сакаше и да ме отруе. Еве до каде го доведе зависливоста најбогатиот човек во нашево место. Луѓе, јас нема да му судам, нема ни да му пресудам. Неговата пресуда ќе биде срамот што ќе го носи цел живот.
Не сакам ни да помислам каде ќе одиш, каде ќе се криеш. Оти мештово нема да те собере.